Океј. Малце за внимание, дечки. Ќе почнуваме сега. Почитувани представници на помладоците на политичките партии, драги млади ученици, студенти, и сите оние што се засегнати со младите и нивните интереси и потреби, добре дојдовте на 8-та поред регионална трибина која го носи името Младински изборни муавети. Инаку овие трибини, настани, Младински изборни муавети, се дел од еден поголем проект кој имаше за цел да потекне дискусија за тоа колку младите и мерките за млади, решенијата за млади се вклучени во програмите на политичките партии за престојните избори. Овој проект кој го носи името Младите во фокусот на изборите 2016 е реализиран од страна на Националниот младински совет на Македонија со поддршка од Националниот демократски институт за меѓународни работи и има три клучни поголеми активности преку кои се остварува онаа цел, нели, да се поттикне дискусијата за младите. Една од главните цели и прва по тек во овој проект беше креирање на анализа која можеби претпоставам сите можеа да добијат тука некаде на масичките. Оваа анализа, целта на оваа анализа беше да се истражат потребите, односно да се истражат мерките, решенијата кои политичките партии ги предлагаат во нивните програми на минатите избори во 2014 година. Го направивме, односно Националниот младински совет и работната група во Советот избори 2016 го направи ова чисто за да видиме колку навистина политичките партии им даваат значење на младите. Она што можам да го напоменам како едни од заклучоците извадени во оваа анализа се тоа дека младите во овие програми се третирани површно, односно клучните потреби и проблеми на младите не се застапени во тие програми. Најчесто младите се спомнати во овие програми преку други области и теми, како например спортските активности, спортска инфраструктура, потоа културни активности и така натаму, меѓутоа ги нема клучните податоци за тоа колку младите се информирани, кој е нивото на учество на младите како на локално, така и на национално ниво. Колку е представено и промовирано волонтерството, младинскиот активизам. И она што можеше да се забележи е дека овие мерки за младите и нивните интереси и потреби се представени во еден многу мал процент од целокупната програма на политичките партии. Следствено на ова и како некој следен настан што дојде после оваа анализа беше потпишувањето на декларација од страна на 11 подмладоци на политички партии со која тие се обврзуваат, односно ветуваат дека ќе се залагаат за поголема застапеност на младите, нивните интереси и потребите во рамките на нивните политички партии и во рамките на програмите. Тоа беше вториот поголем настан што се случи на 28 март во Скопје. Како што кажав, представници на 11 помладоци на политички партии потпишаа таа декларација. По кој настан почнавме да ги реализираме и овие регионални трибини. Ова е 8-ма, како што реков, поред и на почетокот целта на овие трибини беше форуми, беше представниците на помладоците на политичките партии пред младите да ги представат мерките, решенијата што тие ги предлагаат во нивните програми. Меѓутоа, како што изминуваа настаните и како што се променуваше политичката ситуација во Македонија и тоа што одредени голем број, односно на политички партии најавија дека нема да се појават, односно ќе ги бойкотираат изборите кои би требале да се одржат на 5 јуни, малце решивме да го промениме концептот на овој настан и затоа ќе оставиме простор на нашите гости кои се представници од помладоците да изберат дали сакаат да ги представат мерките и решенијата што се представени во програмите, кои можеби ќе се реализираат и да се одржат и да не се одржат избори, или сакаат да зборат за нивните активности како помладок, за тоа колку тие
се ги вклучуваат младите, што прават во врска со младинските политики и така натаму и така натаму. Под ова мое воведно излагањето на нашите гости, ќе се остави простор на публиката со прашања, со коментари, да се вклучи, да го даде нивното видување за тоа колку навистина оние наши представници во законодавниот дом, во извршните тела и така натаму, стварно ги представуваат нашите интереси како млади и така натаму. Всушност тоа е и клучната цел на овој настан, зашто ретко, па можеби до сега ова е прв пат во иста просторија, лице во лице да се сретнат младите, представници на младинските организации, представници на подмладоците на политичките партии, односно оние кои би требало да не представуваат во, како што кажав, законодавните извршните тела и така натаму. Океј, тоа е форматот, да не навлагам повеќе, да не одолговлекувам, само би сакал да ги поздравам денешните наши гости. Од мојата лева страна, представникот на помладокот на граѓанската опција за Македонија, Ване Андонов. Десно од мене е Драги Чавдаров, представникот на помладокот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и исто така како гостин говорник го имаме Иван Јованов, кој е член на управниот одбор на Националниот младински совет и ќе даде едно видување од страна на она национално представничко тело на младите во Македонија. Како што се договоривме на почетокот, ќе му дадам простор од 5 минути на почеток на Драги да ги представи мерките или активностите на помладокот на Социјалдемократскиот сојуз. Ти благодарам, Горијан, за најавата. Пред се морам на почетокот да кажам дека ми е посебна чест и задоволство што гледам толку млади луѓе кои што по своите години не се полнолетни, но чувствуваат и тие и такако колку ги засага политичкиот живот, и тие се и де факто политички субјекти во нашата држава, кои што допрва како активни чинители треба да учествуваат и да партиципираат не само во мерките за млади, туку и понатака во секој дел од општественото живење кој што не тангира на нас како предсе, како граѓани и млади, многу нормално, во Република Македонија. Јас ќе ги презентирам мерките на Социјалдемократскиот сојуз, мерките за млади на Социјалдемократскиот сојуз подоцна, но прво сакам да дадам едно мое осврнување на актуелната политичка ситуација. Значи, како член на извршниот одбор, како највисоко тело на социјалдемократската младина, можам да констатирам дека до пред месец време и вие од социјалните медиуми и така како сте запознаени за актуелната политичка ситуација, можам да констатирам дека до пред месец време политичките партии излегува со дел од мерките за својата програма, со што можам слободно да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз најгласно говореше за мерките за млади и имаше една лепеза на мерки, идејни решенија и јасно утврден концепт, јасно утврдена цел за тоа како понатаму да во иднина да се движат и раководат младите. Но сведоци сме и самите знаете за тоталното рушење и кршење на договорот од Пржино, кој што требаше да се имплементира и де факто беше потпишан од сите политички субјекти во државата, со што конечно треба Македонија да излезе од оваа агонија во која што се наоѓа. Убаво е што на оваа дискусија дополнително ќе можеме да зборуваме за мерките кои што ги нудиме за младите и нормално да размениме идеи и искуства за тоа како да ги примениме и имплементираме во иднина, но сето ова некако, барем мене, ми паѓа во втор план со оглед на моменталната и актуелна политичка ситуација во државата. Затоа што и самите знаеме дека кога зборуваме за мерки за млади, па макар и за мерките за постарите, за да се имплементираат и да се добие на значење, треба Република Македонија да има влада која што е легитимна и која што ќе има вистинска поддршка избрана од мнозинството граѓани на оваа земја. И многу нормално по дефолт
се разбира да има независни институции кои што ќе бидат навистина сервис за граѓаните, а не да бидат партиски диригирани од одредена група на криминалци. Некои моменталната политичка ситуација во Македонија ја опишуваат како едно сивило во кое длабоко се наоѓаме, но јас би рекол дека веќе повеќе години Македонија се наоѓа во црнило, што за среќа светлото во моментот, светлото на крајот од тунелот се гледа и како уште еден доказ и доказ плюс да веруваме во ова моментално гледаме дека ни се случува низ цела Македонија ова шаренило и овие луѓе што се излезени широм улиците низ Македонија. Овие луѓе пред се чувствуваат каде оди Република Македонија, затоа што тотално власта која што 10 години перманентно ја уништува државата, води нерационални и недобри политики за граѓаните. Луѓето излегуваат на улица и тоа излегуваат без притисоци, без уцени и без сендвичи, без давање на сендвичи. Луѓето чувствуваат дека се бораат за сопствената татковина, се бораат за себе, се бораат за нивните роднини, за нивните пријатели и за еднината на нивните деца. Според статистиката во Република Македонија имаме многу иселени, и тоа бројка над 450.000 луѓе и претежно млади лица иселени. Би се надоврзал критички освртен многу нормално. Во изминатите месеци, во изминатиот период, граѓаните на Република Македонија слушнаа и видоа што се случувало со оваа гарнитура на власт. Граѓаните слушнаа како Ставревски, министрот за финансии, вели дека Македонија нема за леп, а купува чоколадо. Со тоа перманентно задолжување на кредити од Светска банка, од Меѓународен фонд, државата ни оди во пропаст. Слушнавме како министрот за транспорт и врски Милијан Киевски со Груевски подместува детални урбанистички планови и генерални урбанистички планови како татковината, како земјата, државата да им е припишана во наследство од татко им. Слушнавме и видовме каков криминал е Скопје 2014, како се переле пари. Слушнавме и видовме дека премиерот, тогашниот премиер, веќе поранешен, фала Богу, се вози во Мерцедес од 600.000 евра. А земјоделците кои што работат на плюс 50 степени, субвенциите не им се исплатени. Видовме и слушнавме како Гордана Јанкуловска, поранешна министерка за внатрешни работи, се обидува да прикрие убиство. И тоа убиство за Мартин Нешковски, за кој што знам дека ви беше врсник во тоа време и сте добро запознаати, и тоа и како мора да го сочувствуваме и да бидеме солидарни, затоа што и на секој од нас овде присутен може да ни се случи ваква работа, а луѓето кои што треба да ја водат државата, и тоа министер за полиција, да се обиде да го прикрие убиството. Видовме како се местат судии во основните и врховните судови во државата. Во државната изборна комисија се видовме и слушнавме дека избирачкиот список и како има многу фантомски, непостоечки гласачи кои гласале на денот на избори и кои што де факто ги крадат изборите. Имаме над 330 спорни гласачи, од кои државната, тоа е едногласно усвоен извештај од Државната изборна комисија, на кои повеќе од 124.000 гласачи не сакаат не ги гласаат за да се проверуваат. Луѓето кои што се извинувам само уште ова, денешна информација, како денешна најпресна информација за дополнително уште еден доказ за слободата на медиумите. Видовме каква пропаганда, какво црнило се случува на медиумскиот простор во Република Македонија. Тоа што Freedom House ја менува реториката и денес вика дека во Македонија нема слободни избори. Значи, ако во претходниот извештај велеше дека има пристрасни медиуми, сега вели дека нема слободни медиуми. Тоа медиумите исто така договорот од Прчино не се средија и не се усогласија да граѓаните слушнат и второ мислење.
Во моментот во Македонија има едноумие и за тоа се бориме. Затоа, се извинувам уште една реченица, во моментот е дојдено прашањето да се биде или не. Дали Македонија ќе излезе од овој ќорсокак и ние велиме или Груевски или Македонија. А ние недвосмислено сме за слободна и демократска Македонија. Во вториот дел ќе зборуваме за мерките на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам. Супер, ти благодарам, драги. Бидејќи во првиот дел се осврна на вашето гледиште на политичката моменталната ситуација, ја уште одма сега ќе побарам од тебе, после пред да преминеме на нашиот гостин, да ако може да ги представите мерките или она што е, зашто се залагате за младите во вашата програма. Слободно. Во изминатиот период клучните аспекти од во изминатиот период нашиот председател на партијата со високото раководство имаше караван со председателот на Социјалдемократската младина во повеќето градови низ Македонија и ја презентира мерките за млади. Значи проектот за гаранцијата за млади, што опфаќа ова? По завршувањето на образованието на секој млад човек на факултетско образование, наместо да се води како невработен, ние предлагаме мерка да одма му се понуди вработување. Како вработување? 4 месеца во континуитет. Овој во зависност од каков факултет, каква насока има младиот човек, да волонтира и да се надоградува во неговата област, и така ќе стекнува нови вештини, нови знаења и ќе биде во приоритет за наредно вработување, за збогатување на неговото CV и така натаму и така натаму. Отворањето на бизнис центри за вработување. Ова како инкубатор представено. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе одвои 10.000 евра за најдобрите бизнис проекти, од кои што самата држава од бизнис секторот ќе му овозможи на овој млад човек со убава бизнис идеја, со концизен план, ќе му овозможи правен совет, економски совет, значи сметководствена поддршка, како и простории, значи со опрема, со канцелариско функционирање и со зголемување на можност за успех и развој на неговиот бизнис. Потоа нови и осовременување на постојните студентски домови и изградба на нови студентски домови. Знаеме во какви ситуации се студентите, гледаме дека им сервираат бубачки, јадат во студентските домови, во ероинирани, кога ќе заврне дожд, во руинирани студентски домови комплетно. Значи живеат во влага, живеат во нечовечки комплетно услови. Што е што е понудата на Социјалдемократскиот сојуз за студентите? Руинирање на постоечките студентски домови и изградба на два нови комплекси. Тоа во студентските домови Гоце Делчев и Стив Наумов, со кои што тие два кампуси ќе содржат спортски сали, читални, библиотеки, ресторани, киносали, фитнес центри и така натаму, во Битола, во Штип, во Тетово, градовите и седиштата на државните универзитети. Исто така ќе се обноват постоечките инфраструктури за студентите да живеат нормално, ќе се изгради нов студентски дом, исто така да се наврам за Скопје за Стив Наумов, со нов студентски дом од 700 легла, за да можат оваа прогресивна млада сила што ја има и нидата на секоја држава е во младите студенти да можат нормално да живеат. Воведување на студентска платежна картичка. Што значи ова? Секој студент ќе има платежна картичка кој што ќе може да ја користи во ресторантите во студентскиот кампус, да има попусти на се и се што, во државните институции, во театрите, за концерт, да може да ги купува карти за спортски настани, да може да ги купува картите по минимална цена, да има превоз, меѓуградскиот превоз исто така да му биде поевтин како студент, затоа што знаеме студентите немаат примања сами по себе, бесплатен јавен транспорт за студентите, лицата исто така до 29 години заради нивната мобилност и бркањето на работа и сите тековни работи што треба да ги извршат, да им биде бесплатен. Потоа
укинувањето, новата влада на Социјалдемократскиот сојуз од првите 100 дена ќе го укине екстерното тестирање. Зошто сме против екстерното тестирање? Затоа што така се девалвира и се омаловажува работата на учителите, на наставниците и се деградира целиот труд во целата учебна година што го вложувате вие учениците, вие студентите. Така да сме против казнувањето на наставниците со тоа што кога ќе се евалуира секој ученик на крајот од учебната година, тоа нема да му влијае на допишувањето на дополнителна оценка во свидетелство во крајниот исход на неговиот учинок на крајот од учебната година. Но имам време уште или може да зборам? Може? Уште некоја мерка само споминеа, да. Океј, добро. До крај. Исто така, само секунда. Значи, шансата за волонтирањето во образованието. Знаеме дека од Република Македонија најголемите мозоци, најодличните ученици, најдобрите студенти што треба да останат и да движат секоја област во државата, бегаат надвор во странство, што имаат поголема плата и се вреднувани луѓе како затоа што учеле и вложиле во својот капацитет и во својот труд. Со тоа што на тие луѓе ќе им понуди државата вработување, во смисла на ова да можат да го валоризираат своето знаење и својот труд овде во својата матична држава, а не да работат во странство и таму да преднесуваат за домашното општество. Би можел, да, во вториот дел исто така ќе надополнам, да. Ти благодарам. Драги, одиме веднаш понатака, ќе му дадам простор на Ване, представникот на помладокот на ГРОМ, и да, ако сака да слободно да даде осврт на ситуацијата и да ги представи мерките и активностите на помладокот. Добар ден и од мене. Јас сум Ване Андонов, представник на Форумот на млади на граѓанската опција на Македонија. Најпрвин се заблагодарувам на Националниот младински совет за поканата за учество на денешната јавна дебата, и како член на ГРОМ, и како Ване Андонов одсекогаш се залагав во Република Македонија да има дебата и самиот учествував во повеќе дебати како поранешен член на Младинскиот образовен форум, каде што многу дебатиравме, така да ја поздравувам оваа иницијатива за реализација на еден ваков проект. На почетокот на моето излагање би сакал да се осврнам на актуелната политичка криза и гледиштата на партијата ГРОМ за актуелната политичка криза, а веднаш потоа ќе се осврнам кон 3 мерки кои што ги предлага партијата ГРОМ, а се наменети токму за младите. Меѓу повеќето мерки ќе се осврнам кон 3 мерки, бидејќи времето е кратко. На почеток би сакал да потенцирам дека партијата ГРОМ ниту го поддржува договорот од Пржино, ниту поддржува институции кои што се родени како резултат на потпишувањето на договорот од Пржино. Тоа е јасно кажено од председателот на партијата господинот Стефчо Јакимовски, и тука ГРОМ како дел од големата коалиција предводена од ВМРО ДПМН во врска со оваа прашање има диаметрално различни ставови. На почетокот би сакал да истакнам дека Република Македонија е соочена со голема политичка криза, една од најголемите политички кризи од осамостојувањето на државата па се до денес, криза која што се роди како резултат на обидите на лидери на одредени политички партии да на нелегитимен начин дојдат на власт, преку соработка со странски разузнавачки служби, агенции и така натаму. Можеби некој ќе рече не е така, но самите лидери на тие партии тврдат дека соработуваат со странски служби и дека материјалите кои што незаконски ги објавуваат се добиени од странски разузнавачки служби. На почетокот би сакал да потенцирам дека опозицијата изборите ги изгуби со огромна разлика. Таква разлика јас во мојот живот, во моите 20 и неколку години немам видено. Буквално опозицијата изеде ќотек на изборите. Се случи веднаш на денот на изборите во 7 часот лидерот на опозицијата
знаејќи дека ќе ги изгуби изборите, јас верувам дека тој не очекуваше ни 34 пратеника, знаејќи дека ќе ги изгуби изборите, излезе на пресконференција на која што рече дека не ги признава изборите и побара распишување на нови избори во Република Македонија. Ги доби денес тие избори, па бега од изборите. Јас навистина не знам како опозицијата мисли да дојде на власт ако нема избори. Власт во една демократска држава се добива по пат на избори. Изборите се начин каде што граѓаните ги искажуваат своите ставови. Граѓаните се најголемиот суд во Република Македонија. Ни уставен суд, ни никој суд. Граѓаните се тие кои што донесуваат одлуки, кои што пресудуваат и кои што избираат кој ќе ја води државата во наредните 4 години. Само што од кога дојде ВМРО-ДПМН на власт, никогаш нема 4 годишен мандат целосен, затоа што постојано некој сака пред време да има избори, во обид да дојде на власт, но не доаѓа на власт. Крајниот резултат на кризата практично кризата требаше да заврши со договорот од Пржино, кој што договор го подпишаа лидерите на 4 најголеми политички партии, за да подоцна и тие подписници на договорот не го признаваат тој договор на кој што тие ставиле подпис. И во договорот од Пржино беа прецизирани неколку работи, меѓу кои враќање на опозицијата во парламентот. Опозицијата се врати во парламентот, беше прецизирано да се формира специјално јавно обвинителство, кое што треба да ги превзеде тие незаконски стекнати, креирани, лепени, сечени, монтирани снимки, за кои што снимки се уште не е докажено дека се автентични и оригинални. Понатаму, опозицијата доби одредени, реков, министерства во техничката влада, председателот на владата си даде оставка, за да на крај сета криза требаше да заврши со избори, каде што граѓаните ќе избереа кој ќе владее во Република Македонија. Беше прецизиран првиот датум, мислам дека беше 24-ти, за да на тој 24-ти опозицијата во 10:30 вечерта трче по странски амбасади, да моли, буквално да клече на колена, да моли да нема избори, затоа што знаат дека ни 34 пратеника нема да имат во парламентот. И го скратам. Понатаму се договорија за 5 јуни, сега гледам и 5 јуни бегаат. Јас не знам, ако една опозиција не сака да излегува на избори, како мисли таа опозиција да дојде на власт? Тоа навистина не ми е јасно. На крај, во врска со политичката криза, сакам да кажам дека граѓаните, кога тогаш избори ќе има. И граѓаните ќе изберат. Граѓаните во Република Македонија ниту се фантоми, ниту се лажни гласачи, ниту се ништо. Тие се реални граѓани кои што постојат во избирачкиот список. Овде кога спомнав избирачки список, би сакал да напоменам дека во повеќе наврати опозицијата, функционерите на опозицијата и самите себе си се демантираа. Имаше една изјава на господјата Шекеринска каде што излегуваше, викаше 500.000 гласови кражба. Па за на крај да се сведе на неколку илјади гласа, така да мислам, не е кражба ништо. 200.000 гласа разлика не е кражба. 34 пратеника и 61 не е кражба. Понатаму би сакал да Добро, за младите, само што да довршам, може? У една реченица, за крај сакам да кажам дека кога тогаш избори ќе има, дека кога тогаш хулиганството, шарените револуции, кршењето на народни канцеларии на председател, шарењето и уништувањето на споменици ќе биде казнето, и тоа со гласачко ливче казнето. Ако во историјата нашите предци ги казнуваа ваквите вандали со пушка, денес ќе ги казнат со гласачко ливче. Така да мислам дека ќе ја добијат казната тие што треба да ја добијат. И за крај сакам да кажам дека ние во иднина специјалното јавно обвинителство не го признаваме како легитимна институција, тоа веќе го реков, и признаваме тоа што е по устав, тоа што е по закон. Но да не навлегувам веќе во актуелната политичка криза, бидејќи можеби некој се чувствува непријатно, ќе се осврнам веќе во мојот втор дел кон трите мерки од големата програма на ГРОМ
издвоив 3 мерки кои што ќе ги презентирам денес. Тоа е мерката вработување на млади, образование на млади и спортот како еден од приоритетите кај младите. Громот секогаш се залага, уште од самото свое постоење па до денес се залага и ќе се залага во иднина да се зголемува бројот на вработени млади лица, да расте стапката на вработување и на тој начин да го спречиме иселувањето на младите надвор од границите на Република Македонија. Сведоци сме дека голем број на млади се иселија од Република Македонија. Ние како партија се залагаме тоа да престане. Ние имаме голем број на мерки кои што ги предлагаме. Таква е мерката усогласување на системот на образование и системот потреба на пазар, односно она што е потребата на пазарот, тоа да го креира образованието како кадар. Понатаму ќе се залагаме и ќе инсистираме Агенцијата за вработување на Република Македонија како една од клучните институции која што треба да допринесе во намалување на стапката на невработеност, да отвори канцеларии во сите општини во Република Македонија и на тој начин младите, па и сите граѓани од сите општини, бидејќи има општини каде што агенцијата се уште нема отворено канцеларии, да сите граѓани добијат од прва рака информации каде може да се вработат и кои се слободните работни места. Ќе се залагаме за советување на младите за основање на собствен бизнис, за кариера и така натаму. Гром исто така предвидува мерка практиканство, мерка која што се однесува на образованието и на предпријатијата, односно со таа мерка знаеме дека во Република Македонија постојат средни сручни училишта. Со таа мерка се предвидува да се направи некаков компромис или договор помеѓу стручните училишта и предпријатијата и на тој начин да учениците од стручните училишта одат на пракса во самите предпријатија, за да освен теоретскиот дел кој го добиваат во училиштето, имаат и практичен дел, бидат и практично подковани. Гром ќе се залага и ќе поттикнува зголемување на минималната плата во Република Македонија. Ние ќе се залагаме минималната плата да се зголеми на 15.000 денари. Зголемувањето на минималната плата не е нешто што може наеднаш да се случи, бидејќи сите знаеме дека во Република Македонија постојат мали предпријатија кои што можеби тој притисок нема да го издржат и затоа ќе им биде потребно одреден временски период да се усогласат со промените за минимална плата. И на крај би сакал да потенцирам дека Гром ќе промовира мерки со кои што ќе се субвенционираат предпријатијата кои што ќе вработат млади до 30 години, ќе добиваат одредени поволности од самата држава и одредени субвенции. Втората мерка која што ја издвоив од повеќето мерки е мерката за образование. Во поглед на образованието, Гром ќе се залага за реформи во образованието, суштински реформи, на тој начин што реформите нема да бидат донесени еднострано, само од актуелната власт, туку мерките ќе бидат донесени како резултат на претходно реализирана дебата на сите засегнати страни. Односно, ако треба да се донесе закон за нешто што ги засега студентите или учениците од средно образование, со тоа Гром предвидува да на заедничка маса седнат представници и од владата, и од студентските организации и да заеднички изнајдат начин да го зголемат, да го подобрат квалитетот на образованието. Гром исто така ќе се залага за подобрување на книгите во самото образование, на материјалите кои што се користаат во процесот на образование, на тој начин што таму би се направиле одредени промени. Гром ќе се залага за враќање на безбедноста во училиштата и на факултетите. Сведоци сме дека во Република Македонија неколку години наназад се случуваа несакани ситуации во училишта, каде што некои ученици меѓу себе си ствараа проблеми и тие проблеми често пати знаеа да завршат и со смртни случаи. Никој во Република Македонија не сака тоа да се случи, посебно кај младите и посебно во образованието, и токму поради тоа ние ќе инсистираме и ќе се залагаме да се зголеми безбедноста во образовните институции. Исто така Гром ќе го поддржува
процесот на градење на спортски сали во самите училишта. Бидејќи сведоци сме дека во еден дел од училиштата во Република Македонија воопшто немаат спортски објекти за изведување на настава по физичко и здравствено образование. Гром ќе инсистира и ќе се залага секој училиште да добие нова спортска сала со најсовремена опрема за вежбање на часови по физичко и здравствено образование. Ајде уште последната мерка. Последната мерка се однесува конкретно на спортот и на младите. Гром предлага зголемување на фондот на часови, конкретно со оваа мерка се предлага зголемување на фондот на часови по физичко и здравствено образование, водејќи се од мотото во здраво тело, здрав дух. Понатаму Гром предлага поттикнување и формирање на аматерски надпреварувања, каде што аматери, млади, ќе можат меѓу себе да се дружат и ќе може да на тој начин подобро се запознаваат меѓу себе. Гром ќе се заложи за зголемување на учеството на македонските спортисти на меѓународни надпревари и тоа ќе се залагаме на таа бројка се зголеми на 3000 годишно, 3000 учесници годишно. Посебно внимание Гром ќе обрнува на спортските таленти. Спортските таленти во Република Македонија заслужуваат да добиваат стипендии со цел да ги државата да застане позади нив и да ги поддржи нив како таленти. Исто така Гром ќе се залага, како што претходно потенцирав, за градење и за реализација на проекти на современи објекти за изведување на настава по спорт. Понатаму Гром ќе се залага за бесплатно користење на спортските објекти, бидејќи знаеме дека во Македонија користењето на спортски објекти некаде се плаќа нешто. Гром ќе се залага да сето тоа користење на спортски објекти биде бесплатно за младите и Гром ќе се залага за подобрување на самите тренери кои што на стручните лица во спортот, односно ќе се направи една категоризација и класификација на спортските занимања. Со тоа ќе се зголеми квалитетот на самите тренери по спортски игри, а со тоа и квалитетот на спортските игри. Добро. Доста време земавме. Пред да му дадем простор и треба Иван да го слушнеме, говорите ме подсетија да напоменам неколку моменти што се клучни за целиот тек на дискусија. Први сакав да кажам, да спомна дебата и размена мислења, спомнав и преска дека редок момент е овој каде што можеме да седнеме лице во лице млади од една страна и представници на подмладоците на политичките партии од друга страна. Друго што сакав да споменам е дека на оваа, како и на претходните, како и на наредните дискусии, ние ги каниме представници од секоја партија која има свој пратеници и општински комитети, како и да се вика, во градот во кој што ја одржуваме трибината. Оние кои ги гледате тука пред вас се тие кои прифатија поканата да присуствуваат на оваа дискусија. Поканети се сите. Другиот момент е сакам да побарам од вас едно почитување на ставовите и мислењата на секој од нас тука. Друго што сакам да побарам е да одржиме едно ниво на квалитетна дискусија и дебата и да им покажеме на возрастните и на она што го гледаме во дневнава политика, сите тие препукувања и така натаму, да покажеме дека младите навистина можат да одржат културно ниво на дебата и дискусија. Затоа би замолил да се избегнат сите начини, модели на говор на омраза, да се избегнат ниски удари, препукувања разноразни и така натаму, туку на културен, аргументиран начин да коментираме, поставуваме прашања и реплицираме. За крај ќе му дадам простор на Иван, он свесен е дека треба да биде пократок, така да повеќе. Да, здраво на сите, во интерес на дискусијата ќе бидам многу краток. Прво, лично ме радува што денеска имаме спротивставени мислења, бидејќи кај нас недостасува дебата на луѓе што имаат спротивставени мислења и да се согласат дека не се согласуваат, пошто и тоа е и целта на демократијата. Не можеме да имаме едноумие, туку имаме различни мислења и околу тоа дебатираме.
Денеска ќе зборам за две мерки кои што сметам дека се битни за младите на национално ниво. Оваа анализа која што денеска ја имаме, дел од вас видов дека ја зема, дел од вас не ја зема. Тие што не ја зема, ве молам земете ја позади од Не сега. не сега, подоцна кога ќе заврши дискусијата, земете бидејќи е прво таков тип во нашата земја. Многу е кратка, 12 страни има. Кратка е бидејќи програмите на политичките партии во Македонија немаат мерки за млади. Тоа е реалноста. Младите во Македонија се 23%, 460.000, а програмите имаат многу малку за жал. Дел од тоа вината и кај младите, бидејќи младите не придонесуваат во програмите на политичките партии. Денеска имаме колку млади? Имаме 50 млади тука, од колку вкупно млади? Од 10.000 млади, предпоставувам, во Струмица, кои што може да кажат мислење за тоа што на нив им е потребно. Меѓутоа денеска имаме тука 50 млади. И тоа е дел од вината, бидејќи младите генерално не се заинтересирани. Од друга страна, ниту една партија нема вметнато во својата програма на кој начин ги предлага мерките за млади. Дали е тоа паушално, дали е тоа во консултација со младите или врз база на некои истражување, никаде тоа не е наведено. И исто така, пред секој млад човек да гласа, потребно е да ги прочита програмите на политичките партии за да види што има во него. Имаме политички партии кои што имаат 5 мерки за млади, вкупно 5 мерки. И кога некој млад човек гласа, мора тој тоа да го знае. И ние како Национален младински совет инсистираме на тоа. А околу двете главни мерки кои што сметаме дека се потребни за младите во овој момент се буџет за млади и механизам за соработка со најголемото представничко тело, тоа е Националниот младински совет, организацијата која што ја представувам јас, за да се осигураме дека младите ќе учествуваат во сите закони, процеси и одлуки кои што тие се засегнати. Кога збориме за буџет, Агенцијата за млади спорт во Македонија има 3 милиони денари буџет за млади. 3 милиони денари. Од буџетот 3 милиарди и колку? 3,2 милиарди. Што е поразително. И ние мораме да се бориме за тоа младите да имаат буџет. Имаме национална стратегија за млади која што е донесена во февруари, за која што се чека акцијски план и за која што се чекаат средства. Претходната стратегија имаше само еден акцијски план и немаше буџет за млади. Еден мој пријател велеше, секој политичар што ти ветува нешто, без да алоцира средства, те лаже. Така што, секое ветување, без да има буџетска реперкусија, не е ветување. И младите мора да бидат свесни за тоа. И ние како Национален младински совет ќе се бориме во наредниот период да се издвои буџет за млади, специфично наменет за младински потреби, кој што ќе подобри состојбата за младите. И вториот механизам и втората мерка е механизам за консултација со младите. Например, гледам тука дека има средношколци, гледам дека има студенти. Колку од средношколците се прашани за одлуките кои што се носат во нивните училишта? Колку студентите беа консултирани за законот за високо образование? Колку средношколците беа консултирани за екстерното тестирање? Запрашајте се, бидејќи правото младинско учество е кога младите кажуваат што тие мислат и учествуваат во процесот на носење на одлуки. Тоа ќе се обезбеди само доколку има механизам во кој што ќе се осигураме дека никогаш, кога се носат мерките за млади, младите нема да бидат исфрлени од тој процес. Бидејќи ние знаеме што на нас ни е потребно, ние младите, а не постарите кои што ни кажуваат ние знаеме што е за вас добро, слушајте на нас. Не, процесот треба да биде обратен. Така што ве поттикнувам да поставувате прашања, дали за младински политики, дали за какви мерки имаат представниците на подмладоците, и се надевам ќе имаме конструктивна и успешна дискусија денеска. Благодарам. Ти благодарам, Иван, и на тебе. Пред да поминеме на
развивање на дискусијата и контакт со публиката, и ја би сакал да им поставам едно прашање што очекувам да го одговорат директно и конкретно на нашите гости. Младински работник сум многу години и работам директно со млади и доста работиме на истражување на потребите и проблемите на младите. И сме правиле еден купи фокус групи, дискусии, истражувања, анкети и така натаму. Сме шетали низ Република во повеќе наврати. И свесен сум дека од регион до регион, од град до град, проблемите и потребите на младите се различни. Иако нели имаме пар проблеми што не фаќаат сите низ целава Република, па било тоа дали сме млади или возрастни. Бидејќи се нашите гости се од тука локалци, би сакал да им поставам прашање што според нив или според нивниот помладок кои се трите најголеми проблеми со кои што се соочуваат младите во Струмица. Конкретно и да ми одговорите и фокусирано на ова прашање, кои се трите најголеми проблеми кои што се соочуваат тука. Може? Благодарам на прашањето. Мислам дека најголемиот проблем кој што е за младите е проблемот со невработеноста кај младите. Не само во Струмица, туку и во Република Македонија голема е стапката на невработеност, но сведоци сме дека државата, дека владата се заложува да се намали таа стапка со привлекувањето на странските инвестиции, со субвенционирањето, па и со помагањето на домашните инвестиции, се помага да таа висока стапка не само кај младите, туку и општо кај сите граѓани во државата се намали. Второ, мислам дека образованието е еден од... Спориме за Струмица. Да, за Струмица. Мислам дека потребно е да се зголеми квалитетот на образованието и во Струмица, па и во Република Македонија. Сите мислат, сметаат и од гром дека квалитетот на образованието не е на некое завидно ниво. Потребно е да се направат одредени реформи во образовниот процес. И трето, сметам дека младите треба да бидат вклучени во донесувањето на одлуките на локално ниво, нешто што мислам дека во Струмица не е доволно застапено. Секое прашање кое што се засегнати младите треба да бидат активно вклучени, да се побара мислење од нив и да учествуваат во донесувањето на одлуката. Фала. Нека одговори Драги, па ќе може да постави. Да, нека одговори. Вака, кога генерално зборуваме за проблемите на младите, ги тангира сите млади генерално во цела Македонија. Значи, на представникот од Гром, значи, кога дискутира, треба да биде нешто издржано и со аргумент. Значи, ако тој самиот вели дека има многу иселеност, има невработеност, а ги поддржува политиките на оваа власт во заминување, значи контрадикторен е самиот на себе. За какви инвестиции зборува, за какви промени во младински политики и така натаму и така натаму. Значи, например, општина Струмица има младински совет што годишно има буџет од 4 милиони денари за разни активности, за разни проектни за разни проекти, за разни настани организирани од секаков карактер. Исто така, значи треба да биде информиран затоа што е млад и од сите средни школи треба да биде информиран дека луѓето, да кажеме, учениците од Јане Сандански во генеза, во континуитет, секоја година на државните надпревари, па и меѓународните надпревари носат дипломи прво место, второ место, и што како ја репрезентираат Струмица и квалитетот на наставниот кадар што им предава на тие луѓе како ментори и така натаму и така натаму. Одговориме на прашање. Да. Кои се трите проблеми? Трите проблеми, генерално гледано на сите ова на тенгира, невработеност.
Значи, независно од која категорија на луѓе, дали луѓе што имаат завршено високо образование или немаат завршено високо образование, невработеноста и такако не кочи е проблем број 1. Така да поголеми проблеми не би можел да кажам, затоа што кога спомнавме невработеност, и луѓето, например, што работат, вие спомнавте за програмата, имате предвидено 15.000. Окей, да. Само ако имаш Да, таква проблема да да. ми кажеш, окей, ако не ќе продолжиме со прашање од публиката. Невработеност, само тоа. Ако може само да одговор. Не. Сепак целта нели на ова трибина форум е да имаме однос публика со представници на полномоци на политички партии, а не во вана со да биде во однос. Затоа сега го отварам просторот да поставувате прашања. Веќе како што видов имаше тука прашање, слободно кој сака да постави, не мора да биде прашање, коментар, ако сака да даде чисто на состојбата на младите во Струмица, коментар на политиките, колку партиите се залагаат за младите, така натаму слободно скоментира. Повели. Дај микрофонот кој што да ги има да регистрираме ова. Бидејќи се снима. Благодарам, Горијан. Јас сум Коста Костадинов, председател на локален клуб на Социјалдемократска младина овде во Струмица. Моето прашање прво би сакал да му го поставам на Ване. Во еден дел во неговата дискусија рече младите во Струмица недоволно се застапени во делот на донесувањето на одлуките на локално ниво. Дали сум јасен, Ване? Дали така беше поставено? Тука некаде. Сметам дека не е доволно. Прво, не знам од каде ги црпиш информациите за да изјасниш еве на во една ваква дискусија, во еден таков состав дека не се доволни. Прво, добро е, име јасно на сите дека општина Струмица организира буџетски форуми кои се јавно и транспарентно објавени по сите локални медиуми и на сите локални веб портали, каде се поканети сите граѓани на општина Струмица, и млади и стари, да не, значи се што живее во општина Струмица е покането за присуство на тие буџетски форуми, каде што може да допринесе во донесувањето на одлуките или во предлозите за одделни програми, било тоа да ги засегаат само младите, било тоа да се локални проблеми, пример инфраструктурни, да не зборам сега лежачи полицајци, поставување на пешачки премини, поставување на огради, јавно осветлување и така натаму и така натаму. Затоа во тој дел мислам дека треба да бидеме малце поискрени, да збориме пред млади луѓе кои што разбираат и луѓе кои што се грижат за својата општина. Океј, и оставил простори на другите, можеме да збориме уште многу, но ако има некој друг, нека постави прашање. Значи прашањето беше од каде се овие податоци дека младите не се вклучени. Не се доволно вклучени во процес на донесување. Да, во процесот на донесување. Благодарам на прашањето најправин. Точно е тоа што јас го реков, добро ме цитиравте. Тоа што јас го реков се темели врз тоа што јас го согледувам на терен. Ви зборам во врска со тоа што рековте дека младите не се доволно застапени. Ме цитиравте? Така? Точно дека те цитирав. Да. Вашата дискусија беше дека младите недоволно се застапени во делот на донесување одлуки поврзани со локална самоуправа. Да, на локално ниво. Да, Да, на локално ниво, да. Конкретно прашање и чекам конкретен одговор Конкретен одговор, општина Струмица го има младинскиот совет. Општина Струмица младинскиот совет постои веќе неколку години и како младински совет лично јас сметам дека е една партизирана невладина организација. Самиот факт што господинот Петар Божинов беше координатор, председател, не знам што беше на тој младински совет, а беше и актуелен, не знам дали се уште советник во советот на општина Струмица, го доведува во рамка младинскиот совет дека е партизирана невладина организација. Како прво, младинскиот совет, ви зборам за младинскиот совет, бидејќи рековте дека постои младински совет каде што учествуваат и младите, така? Не. Значи, младинскиот совет за мене е партизирана организација, невладина организација, која што организација сака да наметне една
ситуација да таа ги застапува ставовите, барањата или гледиштата на младите во Струмица. Не може организација која што е координирана од советник, од политичка партија да биде прво и прво невладина организација и да застапува ставови на млади. Таа е политичка организација. Прашањето колку има тука? Може. Има исто прашање први. Не, сакам само да се надоврзам јас како член на Младински совет и да му појаснам на Ване дека ние не сме некаква партиска организација. Значи јас лично учествував, значи ние имаме обуки каде што сами ние си ги креираме нашите едни проекти. Потоа тие проекти ги презентираме и врз основа на тоа се донесува буџет кој што потоа нели управуваме сите ние и донесуваме заедно одлуки. И никој наш координатор не е партиски определен, како што вие рековте. Туку јас лично сум координатор на тоа и можам ти кажам дека немам ни 18 години и не сум партиски определена. Само да завршим пошто. Имаш уште Само Ване. Ја мислев не го му даваш простор да се доискаже. Пред да му дадам простор да се произнесе, морам да одговорам по неговата дискусија која што беше посочен Младинскиот совет. Да, бидејќи вие Во кое што целите кон тоа. Рече дека е него. Целите кон тоа дека Младинскиот совет ги застапува младите во Струмица како невладина организација и дека на тој Ване, начин... не можеш ти да збориш за моите цели сега. Јас кон што целам, јас знам кон што целам. Зборувам како заклучок кој што јас го извадив. Ване, цело време зборувам дека во општина Струмица дали младите се вклучени во процесот на одлучување или не се вклучени во процесот на одлучување. Дали се вклучени преку Младинскиот совет во Струмица или се вклучени преку невладина организација или се вклучени како индивидуални граѓани. Сите тие, без разлика од каде и да доаѓаат како граѓани на општина Струмица и како такви учествуваат во буџетските форуми организирани од страна. Јас зборам за буџетски форум. За буџетски форум. Буџетски форум е нешто што го организира општина Струмица. Младински форум, совет на млади, младински совет, како и да е нешто друго. Не можете да зборите за партизираност на Младински совет, кога во истиот тој Младински совет во општина Струмица членуваше и сегашниот председател на Унијата на млади сили, која што оваа вечер сигурно е поканет, но не е присутен. И во чие име и со чија координација вие сега ги произнесувате вашите ставови, што е очајно. За тебе како млад човек да дојдеш тука и да презентираш ставови кои што мислам дека и не се баш по онака како што ти ги замислуваш. Али тоа на страна, да се држиме на буџетските форуми и на процесот на донесување на одлуки и застапеноста на младите во истите. Фала. За моите ставови, јас сум сосема доволно зрел, сосема доволно ги согледувам ситуациите и врз база на тоа ги градам моите ставови. Рековте дека моите ставови сметате дека не се всушност дека не се мои, дека не сум доволно убеден во моите ставови, така нешто? Точно. Не се тоа што се. Моите ставови на некој може да му се допаѓаат, на некој може да не му се допаѓаат. Тоа се мои ставови. Можете да ги критикувате, можете да ги фалите, тоа е ваше право. И јас ќе ги изборувам, ќе ги истакнувам онаму каде што ќе бидам поканет, онаму каде што ќе имам можност. Конкретно, ќе потенцирам дека сметам дека младите не се доволно вклучени. Не велам дека никако не се вклучени. Во ред се вклучени можеби преку форумите. Лично јас ги гледав сликите на Facebook, на социјалните мрежи, каде што се носеше буџетот преку форум, ги гледав сликите и можев да согледам една ситуација дека најголемиот дел од присутните на самиот форум беа членови, симпатизери, активисти на една политичка партија, да не именувам политички партии, кои што јас лично ги познавам. Значи, под ваква маска се трудат политичката партија, вашата политичка партија, под ваква маска се труди да направи некаква транспарентност во носењето на буџетот. Не. Заврши со излагањето? Да.
Добро, јас сум Димитар Арапов. Сега, значи сакам само да му кажем дека вашата констатација е тотално неточна. Јас сум координатор во Младенски совет. Значи потенцира се дека Петар Божинов е координатор на Младенски совет, а е советник во општина Струмица од партијата на СДС. Петар Божинов не е веќе координатор во Младенски совет од кога се определи политички. Тоа да бидеш начисто. Затоа твоите констатации не се точни. Во Младенски совет никакви притисоци нема ни од едната, ни од другата партија. Значи членуваат волонтери од определени од двете партии. И никој не се меша. Председател на Младенски совет е Стојан Витанов, неопределен член, неопределен кон ниедна партија. Јас сум координатор, не сум определен кон ниедна партија. Значи се што изнесовте не е точно тоа. Тоа беше. Може јас? Сакаш да дадеш коментар на некој од нивните ставови? Да, не и прашање да поставам само до говори Тодоров. Не, Ајде. сакаш да прашаш нешто? Ќе стана. Не, ова некако се претвори во Партиска. дали потреба некој погрешен збор. Бюджетскиот форум што да се не тука ВМРО се гадни па ги нема. И што ќе кажат? Това отсутство на организирање. А ако ги има ВМРО на буџетски форум, Не дали, бидете вака. дали нивните мислења ќе се земат у обзир? Ќе на дискусијава, зашто Дали нивните мислења Добро. Дали нивните мислења ќе се земат у обзир ако бидат присутни? Апсолутно не. Еве вака. Знам дека Еве вака. Еве вака. Извини, Општина Струмица? извини. Некако Треба се му претвори монополизираме. во не во дискусија, не сакам да го потребам зборот, него кафански муаве, така да може и овој неформално да го продискутираме по завршувањето, сепак тука да продискутираме за реалните потреби и проблемите на младите. Јас сум вклучен од самиот почеток кога почна формирање на локални младински совети во градење капацитети нивни и така натаму. И горе доле информиран сум со состојбата на локалните младински совети кои што се формирани речи се во сите општини на нашата држава. Значи оставено е правото на избор како тој совет ќе функционира и структура на секоја од општините. Во најголем дел од случаите представници на тие локални младински совети се и представници од помладоците на политичките партии. Најголем дел е тоа се представници од подмладокот на владеачката партија. Меѓутоа тоа е стварно оставен избор и на младите од таа општина и на самата општина, така што нема потреба толку да се навлага во дискутирање на ова. Само ќе напоменам некои бројки на кои би сакал да се осврнеме, а тоа дека 76% од младите сметаат дека никако не можат да влијаат во нивната заедница во ова општество. Со тоа што тие прават, 76%, 3/4 од младите сметаат дека никако не можат да влијаат. 62% од младите сметаат дека не се доволно представени во политичките текови. Ова е нешто што би требало можеби вас и директно да ве тангира. Нели над 50% од младите се невработени, над 60% од младите, односно над 70% од младите го гледаат нивниот живот надвор од границите на оваа држава. Исто така голем процентот на младите кои сметаат дека не треба да гласат повторно заради она зашто сметаат дека нивниот глас нема да направи никаква промена. Значи има стварно еден куп проблеми за кои би требало да дискутираме отколку да се насочиме тоа кој е вклучен во тој совет и како бил избран тој совет. Да, и тоа е важно прашање и мило ми е што се отвори и што горе доле извадивме некоја ситуација состојба во Струмица на површина, меѓутоа ајде да се осврнеме и на оние другите реалните проблеми на младите со кои што се соочуваат. Младиот дечко тука има прашање. Добар ден, јас сакам да кажам нешто. Мислам оти еден како главен проблем кај младите е што тие не се доволно способни за да формират свое мислење. На некој начин се ограничени. Значи, нивното мислење кој го искажуват е на некој начин клонирано дали од нивните родители или пак
за време на изборите се формира со 1000 денари или некои други подаръци, как да ги кажа. Аз мислям доколко мисленето на младите се ослободе, односно тие сами ќе можат да формират свое мислене, тогаш политичките партии ќе трчат по нивниот глас, односно ќе се борат кој да понуди по-добра програма, за да може на младите да я препознаят и да гласат за нея. Сега кога е много лесно да се добие гласот от младиот човек, политичките партии немат некаква голема потреба за да правят некоја програма, зашто јас сум убеден дека жално е дека 50%, може би и повеќе од младите, апсолутно не знаат што се случува. Значи одат гласат за политичка партија, а воопшто не знаат дали е така или е така. Значи не знаат што има во нивната програма. Немаат потреба да ја читат затоа што се убедени дека тоа е добро. А се убедени на некој подмолен начин, дали со 1000 денари или со некој клонирање на мисленето од други. Благодарам. Да, генералната поента ти беше дека младите немаат свое критичко размислување, не знаат критички да се осврнат на работите. И ако може да ми одговорат членовите од партиите, како тие мислят да се ослободе мисленето на младиот човек? Вака, да не го монополизираме целата оваа дискусија, некако вториот дел бев баш и пасивен, но окей, прашањата беа насочени кон соговорникот. Го поздравувам твојот коментар и баш е на место и доста зрел коментар, зрело размислување. Што ми беше поентата? Значи, допред некој ден, еве Младинскиот совет организираше хуманитарен концерт. Беа поканети сите подмалоци, беше објавен на Facebook, настанот беше објавен со колку 100 денари карта и така натаму. И сите луѓе кои што размислуваат хумано или пак полнодоците на партии, не видов да се појави некој од Гром. Додуше не знам дали има младина во Струмица во Гром. Како и вечерва од ДУМС не само што не прифаќаат дебата, туку тие мислат кога ќе се појават на некој настан хуманитарен, дека што го организира Младински совет или општина Струмица, дека ќе биде целата работа обоена. Баш напротив, треба да се размислува со своја глава и секој проект, па макар и форумот што го напоменавте како прашање, макар и за секој проект во Младински совет, барем јас лично на Facebook гледам, значи транспарентно објавен оглас. И гледам констелации и луѓе кои што присуствуваат во Младинскиот совет, грото средношколци, и така треба да функционира, кои што партиципираат во секој проект, во секоја активност, во секој сегмент од ова делување што е, па макар да биде и волонтирање на Струмица Open Fest. Значи се е тоа придонесување за растење на кохезијата и духот во општината преку ова дружење, преку дава посебен шмек на секој настан. Дали великденски концерт, дали божики концерт и така натаму. За што велите вие, младите не размислуваат, не ги читаат програмите и одат гласат на избори за оваа партија што мајка им и татко им од дома им кажуваат. Тоа сте во право, ама ова го наметна некој. Значи ништо не е случајно. Значи немат луѓето каде да чујат перманентно сиве овие години второ мислење, нема критички став изграден во државата. И затоа кога ќе искритикуваме некоја политика било каква што ја носи владата, сите те етикетираат: ти си опозиционер, ти си СДСМ, ти си соросоид, ти си странски служби. Апсолутно нема никаква вистина. Во Република Македонија медиумите представуваат розова слика како да живееме во Швајцарија, како да живееме во Америка. Тоа апсолутно не е така. И младите велат дури и во понудите на политичките партии претходно кога слушнавме, вели се бориме за плата, просечна плата од 15.000 денари. Што ќе направиме со 15.000 денари? Не можеме сами себе месецот да го поминеме, телефон да платиме, а камоли кога ќе изградиме фамилија и така натаму. Значи, апсолутно од старт
програма никаква, визија за Македонија никаква. Само препишано копи-паст и као си има некаква програма. Значи треба луѓето кога ги читаат програмите, како што кажа Иван Преска, треба аргументирано и своеглаво да размислат дали во Република Македонија има ваков буџет за да се направи гасификација низ цела Македонија. Наместо да се трошат пари за панорамско тркало и лавови, шмизли, што ли уште не, коњеви во главниот град. Така да, рациото кај младите баш и треба повеќе да работи, затоа што они се во функција на согледување на сите општествени текови, сите општествени констелации во државата и тие баш знаат да го детектираат проблемот што ги тангира пред се нив, а и целата држава. Кога ќе се ослободи ова едноумие, ќе видите како промените сами по себе ќе доаѓаат и работите ќе дојдат во добар тек. Прво една мала корекција, рековте просечна плата од 15.000 денари, јас воопшто не реков просечна плата, туку реков минимална плата. Па минимално. Минимална и просечна не е исто. Добро, да. Во СДСМ имаше предлог до собранието минимална плата да биде 18.000 денари, за кое што и ваш претседателот на вашата партија, за кој не сакам да зборам, беше против тоа. Така да, ако гледаме програмата, само уште ова реченица, ако гледаме програмата на Социјалдемократскиот сојуз дека се бори за средна класа и минималната плата да биде до 500 евра, за ова не треба ни да дискутираме сега. За минимална плата од 15.000 денари. Мислам оти небулозно. Коригирано тоа. Во врска со тоа како размислуваат младите и во врска со тоа дали младите се доволно или недоволно информирани за да изградат свое мислење, би сакал да кажам дека сите програми кои што ги објавуваат политичките партии се достапни до младите. Младите многу добро може да земат програма, да ја прелистат, да видат каде себе си како млада популација ќе се пронајдат. Но сметам дека младите своите ставови ги градат најмногу од медиумите. Овде би сакал да истакнам дека во поглед на медиумите како фактори кои влијаат врз градење на ставовите, во Република Македонија не постои едноумие, како што некои рекоа. Во Република Македонија има голем број на медиуми, и телевизии, и портали, и весници. Во Република Македонија постојат голем број на телевизии, национални телевизии, кои што се ориентирани кон опозицијата во Република Македонија, но постојат и телевизии кои што помалку, можеби малку повеќе ја поддржуваат актуелната власт, но тоа е нивно право. Младите многу добро, постојат многу начини да се информираат за програмите на партиите. Има социјални мрежи, има медиуми, има достапни програми. Многу добро може да ги согледаат кадрите кои што ги нудат партиите и врз основа на тоа да изградат сопствен став. А секако сопствениот став тие треба најмногу да го градат врз база на тоа што партиите изградиле претходно и дали ги одржале своите ветувања. Ако некоја политичка партија, вас како млад човек, сака да ве убеди дека таа партија е исправна и дека вие треба да гласате за неа, а вие претходно сте виделе дека 4 години во својот мандат таа партија не реализирала ништо од тоа што ветила, сосема е нормално да вие не гласате за таа партија. Но кога ќе видите дека некоја партија или некоја коалиција ви нуди нова програма, а веќе се она што го има предвидено во програмата, претходно го има реализирано во својот мандат, сосема е логично и сосема е нормално да вие верувате во таа партија, дека тоа што ќе го вети ќе го реализира, бидејќи тоа што го ветила претходно го има веќе реализирано. Никој на младите не може да им наметнат сопствени мислења. Вие сега седите тука во оваа просторија, никој не може од страна да ви наметне мислење за денешниот настан. Вие сами размислувате, сами давате проценки, сами судите, сами пресудувате. Исто и во политиката. Кога одите зад параванот да гласате, вие таму сте сами. Одлуката сами ја носите. Благодарам. Добре, ако може. Чувствувам должност и ја да одговорам на ова прашање, да го дадам моето мислење за тоа зашто младите немаат толку изграден критичко размислување.
пред отприлика 5 месеци, баш со Иван бевме во Струмица, ја водевме една дискусија под наслов Потребите на младите на локално ниво. Имаше група од 20 и неколку млади луѓе, средношколци, студенти, вработени млади луѓе. И првото прашање наше во таа дискусија беше каков е животот на младите во Струмица и кој е најголемиот проблем на младите. Прво што излезе како одговор е дека младите во Струмица не го живеат животот за себе, туку го живеат животот за да бидат видени. Оној младиот живот излагаат во кафич да ги видат, пијат кафе да ги видат другите, да постават слика, немаат собствено јас, потоа се како проблеми слегува дека се пасивни, дека нема многу едукативни, информативни, културни настани во училиштата и во градот Струмица. И тоа го гледам како клучна причина за јавувањето на овој проблем кој го спомена ти. Доколку младите повеќе се вклучат во воншколски активности, волонтираат, се соочат со реалниот свет и она што навистина надвор се случува. Се активираат преку иницијативи, давање идеи, детектирање на потребни проблеми во нивната заедница и потоа работење на истите, превземање на нешто, работа во група, работа со други млади луѓе, повторно ќе споменам воншколски активности. Одлично искуство и многу искуство на преку 1000 млади со кои што сум работел е клучен момент, е основата на градење на сопствено мислење и критичко размислување. Значи, доколку ние сме пасивни, не се соочуваме со реалноста, немаме однос со другите млади, не знаеме како да работиме во тим, не сме испуштиле предале некоја идеја од нашата глава, не сме преземани или иницијатива да решиме некој проблем. Ние немаме наш критички став. Едноставно црно и бело гледаме на работите. Моje мислење да се работи на активирање на младите, вклучување во процес на младински активизам, во процес на волонтирање, превземање иницијативи. Сметам дека тоа е основата за градење на критичко размислување, па и на многу други работи меѓу тоа и други. Повелете со други прашања и коментари. Може ли? Ако сакаш да му одговориш на него. Не, сакам да реплицирам на соговорен. Дозволам тоа, сепак рековме дека ќе одиме во оваа релација. И ќе дадеме простор тука. Јас имам предлог за двете политички партии. Значи, многу малку слушам еден проблем, значи, за погрешно избрани професии на младите. Како еден млад човек кој што го помина образовниот процес, виде каква е ситуацијата на пазарот на труд, се сретнав со многу случаи да младите одбрале факултет, завршуваат и потоа самите не го сакале тоа или пак не биле насочени кон правилен избор. Сега како предлог имам овде за преквалификација на младите. Значи да се воведе една мерка преквалификацијата да не биде само за да мислиме како за стечајните работници да најдат работа, туку младите кои што веднаш завршиле факултет, ако се случи за кратко време да не најдат работа, да има институции каде што може да се направи преквалификација. Предлог, на пример, IT секторот, че да се воведе младите да изучуваат посебни курсеви за IT, кој што е моментално многу барана професија и на интернет, и работа на интернет и во фирми во Македонија. Че само тоа сакам да го кажам како еден проблем кој што слушам дека не се доволно акцентира. Супер. Фала ти. Имате коментарно? Да. Пред тоа сакам да дам еден податок од истражувањето пред 2 години, мислам што излезе од Обединетите нации, кога за прв пат се спомнала на бројка од 54% невработеност на младите. Покрај таа бројка имаше 1%, еден податок што вели дека само 4% од младите работат според нивната професионална определба. Значи според она што го одбрале сега токму тоа што го збореше, значи само 4% од младите го работат она што стварно сакат и се тргнале да го работат. Да, добро ти беше прашањето и предлогот, затоа што вашиот предлог е предвиден во програмата за мерките за млади во Социјалдемократскиот сојуз. И тоа баш за IT секторот кога начна, кога кажав, нели, по завршувањето на образованието на секој млад човек,
му се нуди работа врз основа на каква квалификација и каква факултет завршил, која му е струката. Така да 4 месеци ќе има волонтирање и надоградување на своето знаење, со што понатамошно би можело да го имплементира во неговата кариера и можност за вработување во приватниот сектор, во државата, како еден импакт плюс што треба да се случи. За тоа што треба образованието да ова преквалификација што ја викаме од одредени науки што ја има, јас пак прстот би го вперил во актуелната власт во заминување, што направија ВМРО ДПМН сиве овие години, отворија дисперзирани студии скоро во секој град. И што се случува? Тогаш излегува Груевски и Ставревски излегуваат и вика ние ја решивме прашањето со сиромаштијата и невработеноста, со тоа што сега стапката за невработеност во Република Македонија изнесува 33 нешто. А секој студент кога се запишуваме ние како на факултет, не се водиме како невработени, туку се водиме како студенти. И со запишувањето на студенти во секој град, многу нормално е процентуално да се намали невработеност. И што се случува? Ама ова е политика на краток рок. И по завршувањето на студиите на овие луѓе што се запишали во својата општина на факултет, значи, после 4 години троструко се зголемува невработеноста во државата. И сега имаме проблем. Сите имаат завршено факултет, Македонија има најмногу магистри по глава на жител. Сите имаат завршено факултет и сите бараат работа на струката, што е многу нормално. Сите секој сака да се работи на струката која што завршил. И така да невработеноста сега е зголемена. Значи што е уште еден проблем со кој што ќе се соочуваме допрва со овие погубни политики на ВМРО ДПМН сиве овие години. За програмата на млади, покрај волонтирањето на секој млад човек кој што го завршил своето образование, најдобрите студенти кои што завршиле со просек и се вложиле со сиот свој капацитет во нивното образование, државната стратегија треба да е тие мозоци да ни останат во државата, затоа што тие ќе бидат креатори на иднината на Република Македонија, а не да ги испуштаме луѓето да се иселуваат во европските држави или во Америка. Така да ова држава ќе има иднина која ќе ги гледа младите како просперитетни луѓе кои што можат да придонесат за унапредување на Република Македонија во секој сегмент. Тоа е мојот одговор. На три поенти само кои што беа пред малку спомнати, би сакал да се осврнам. Тоа власт во заминување мислам дека не треба да биде во иднина користено на оваа дебата. Ми тврдите што? Дека ќе замине? Да. За тоа дали некоја власт ќе падне или нема да падне или ќе замине, ќе одлучат граѓаните на избори, од кои што избори опозицијата ќе потенцирам бега. Не бега. Бега. Не бега. Поврал, да го испочитуваме младиот господин што го постави прашањето, зашто само уште на две го игнорираме. Да, ќе се осврнеме на него. Само уште на две работи во поглед на дисперзираните студии. Ова е еден позитивен проект на владата на Република Македонија, проект кој што го направи високото образование достапно за секого. Постојаа студенти кои што не можеа да си дозволат да одат да студираат во Скопје. Тие студенти, факултетите веќе ги имаат во градот Струмица и доколку имаат желба, доколку сакаат, може слободно да студираат и да завршат високо образование. А за, како што рековте, најмногу магистри по глава на жител, па никој не ни е крив што сме учена нација. Кој не е крив? Дојде сега нацијата. Никој не е крив што сме учена добра нација, добро образована нација и затоа имаме најмногу магистри. Аз верувам дека и ќе имаме, затоа што младите учат, се посветуваат во образовниот процес и затоа не само магистри, туку и доктори верувам дека. Само кратко прашање. Дисперзираните студии во Струмица, дали функционираат дисперзираните студии во Струмица во моментот? Да, функционираат затоа што јас сум студент. Да, а на пола предавање одите во Штип. Не, сега, значи момент.
Прво не Ќе те прекинам, не само ќе те прекинам и тебе, инсистирам, и Драги, нема да инсистирам. продолжиме со коментирање. Лично јас сум студент на дисперзирани студии. Ване, те молам. На ниту едно предавање не одиме во Штип. Професорите секое утро доаѓаат од Штип во Струмица. Не е така, Лично лажат. ви тврдам. Не е така, Кој лажат. тоа оди во Лажат. Штип на предавање? Лажат. Кој оди? Не Кој може, оди? Не може, ќе Јас тврдам дека од економски факултет ниту еден студент не оди во Штип. Во земјоделски информатика отвори. Не е точно. Тие па Апсолутно. Рековме на почетокот Не. дека ќе Овие- покажеме како млади дека знаеме да водиме културна дискусија. Апсолутно не е Сега бев точно. културен. Не, окей, ќе продолжиме и од сега натаму да бидеме културни. Секој ден Јас сум сум одговорен на дисперзираните студии и за гледам. оваа трибина и затоа ќе ве прекинам ако треба и ќе ја завршиме оваа дискусија доколку продолжиме со вакво однесување и непочитување пред се кон гостите тука што поставија прашање. Во И врска не со не прашање, добиваат одговор. ќе добие секој оној кој што ќе постави прашање, од мене ќе добие одговор и Повелете. коментар. Во врска со тоа, во врска со вашето прашање, во програмата на ГРОМ е предвидено практиканството. Доколку вие, како млад човек, не се пронајдете во вашата професија, вие слободно може да одите во некое предпријатие каде што сметате дека се пронаоѓате, во некој сектор каде што сметате дека се пронаоѓате, 1-2 години на пракса. Мислам дека 1-2 години се сосема доволно, доколку вие имате желба и сакате, се сосема доволно да ја осознаете работата во таа компанија и потоа во програмата на ГРОМ е предвидено на работодавецот кој што ќе ве прими вас како вработен да се субвенционира. И јас сметам дека на тој начин оној кој што не се пронашол во тоа што го завршил како образование, може многу лесно да се уклопи во некоја друга работа. Навистина има супер идеи и во програмите и Видео требало да да започне. дискутираме за тие наместо да го трошиме времето на дискусии за ставовите и мислењата. Сепак рековме дека го почитуваме секое мислење и став. Има ли други прашања од публиката? Има прашање, повелете? А јас би сакал само да кажам, сега зборуваме за некои работи, како се да е уред, сега стигнавме до кој зашо ако завршил економски работи у не знам дека. Абе имаме револуција сега тука. Што имаме? Абе револуција има. Револуција? Па има. Каде тоа? А не ли гледаш на сетел каде тоа? Окей. Не, во ред, прашањето ми е друго. Револуција на хулигани? Не, на хулигани, на граѓани. Рековме Не можеш ли дека кој? без навика. Како ги класифицираш? Во ред, не, молим се, сакам нешто да питам. Не, отпреги, значи, да. Отпреги знам, зборуваше Јован, дека не го признавате вие СЈО. Како тоа са? Цела Европа. Значи, зборува да се поддржува СЈО. Груевски сте и подпис. Америка. На Пржинскиот договор и вие го поддржувате СЈО. Добро бе, добро. Странски служби. Значи, Македонија е зависна од парите на Европа. Се зимат кредити. И сега вие сите ги негирате, Европа ја негирате, Америка ја негирате, пола Македонија што ги викате хулигани ги негирате, СЈО не важи. И сега, што треба само? Како, кажи ми како ќе обстои Македонија? Ако се добијат тие санкции, значи, што ги најавува Европа? Затоа што вие ги нарекувате странски служби, као странците Европа и Америка се непријатели на Македонија. Не мора да одговориш, ако не сакаш. Инсистирам. Ајде, повели. Како што рековте, точно дека ние не го поддржуваме специјалното јавно обвинителство, ниту ќе го поддржуваме во иднина. Пржин. Како? Договорот од Пржино? Пржино Да, не го договор. поддржуваме без разлика што нашиот коалициски партнер, господинот Никола Груевски, има ставено подпис. Во врска со некои прашања, ГРОМ и ВМРО-ДПМНЕ има диаметрално различни ставови. Такво е прашањето за договорот од Пржино, такво е прашањето за специјалното јавно обвинителство. Велите Не ги Ставете го некој да одговори, ве молам. ниту ги признаваме за легитимни, ниту ги поддржуваме, ниту ќе учествуваме во работата на специјалното јавно обвинителство. Господинот Стефче Јакимовски многу добро има кажано дека не Поддржува договорот од Пржин. не го поддржува договорот од Пржино и специјалното јавно обвинителство. Окей. Мислам дека тоа јасно и гласно е кажано. Не е кажано, па јасно гласно е кажано дека на почетокот го поддржува договорот. Дали од Пржин. Европа и Америка се После го непријатели на променува Македонија, тоа ми кажи. Дали Америка и Европа, И Европа се непријатели на Македонија. Помислам дека Република Македонија во моментов има повеќе
домашни непријатели отколку странски непријатели. Америка и Европа конкретно, пошто за нив ме прашавте, не се непријатели на Република Македонија. Мислам дека Америка и Европа, тоа е мое мислење, мислам дека тие се изманипулирани во моментов од страна на една политичка партија. Америка и Европа се изманипулирани од СДСМ. Мислам дека се изманипулирани, тоа е мое мислење, дека се изманипулирани со оние изјави 500.000 фантоми, пола милион како ги вигаат фантоми, мислеа дека ги краде некој на другите. Вака, за да Бидејќи не се уште еден прекинам, коментар. ќе ја прекинам дискусијата, бидејќи не сакаме да ни избегаат сите гости кои ги имаме, затоа што нели ова се претвори во нешто што не треба да се претвори, а овдека збориме за младите, што ние ќе направиме како млади за младите и така натаму. Доколку има прашање некој во врска со она што дискутираме. Може ли да коментирам за Смилковско езеро, за Мартин Нешковски? Повели? Јован вие како Ване. Јован пише, нема врска, како поддржувачи на власта на Никола Груевски, на владата, како кога ќе се легнете размислувате за младите деца, Смилковско езеро, Мартин Нешковски, може да биде твојот брат, твојот другар, и да бидете уште таму во таа коалиција и во Гром. Додека вие бевте и во ВМРО и се сликавте со Зоран Заев, се знае. Во врска со тоа каде сум бил јас, може слободно да ми донесете некоја членска книжка, некоја пристапница во партија и со тоа ќе докажете дали сум бил во партија или не сум бил. Сликање со лидер на партија или со некој партиски функционер не значи дека си член на партија. Многу добро знаеме што е член, што е слика. Во врска со Смилковско езеро, во врска со Мартин Нешковски, јас лично, како Ване, жалам за тие настани и жалам за ваквите настани. Навистина не би сакал ни на најголемиот непријател да му се случат вакви настани. Ама не ги осудувате. Но, институциите на системот во Република Македонија се тие кои што треба да спроведат истрага како биле убиени младите на Смилковско езеро, како бил убиен Мартин Нешковски и слични ситуации. Работата треба да ја оставиме на институциите на системот. Ние може да си даваме наши мислења, наши коментари, но институциите на системот може да спроведат истрага и да ја информираат јавноста што всушност се случило, кој всушност тоа отиде тој ден на Смилковско езеро и ги уби тие млади. Да ја оставиме работата да не ја оставиме работата да не ја водиме кон шпекулации, туку да ја оставиме на институциите во кои што знам дека народот, најголемиот дел од народот има доверба. Добро, како постапи институциите за Никола Младенов и за Тамара? Да ми одговорите. Знаете како постапија за Тамара и за Никола Младенов? Драги, ќе те прекинам. Не. Ќе продолжиме дискусијава, токму така не е за во овој контекст за на оваа маса, ќе продолжиме со дискусија во некој неформален сетинг. Има кафенце нешто така? Да. Има кафенце сокче тука, може да се послужиме и да подебатираме. Јас сакам да ви се заблагодарам на вас што присуствувавте тука, што ги искажавте своите ставови и мислења, што представивте некои од мерките, на сите што се вклучија во дискусијата. Ние продолжуваме понатака да ги дореализираме овие активности, се надеваме за поголемо вклучување на младите во сите процеси. Ви благодарам.